На 28 август 1944 година утрото 4-та македонска бригада дојде во Блатец за конечно да го ослободи од окупаторот. Со ослободувањето радоста кај луѓето беше голема, во селото се одржа народен митинг, а потоа веселба која се случуваше паралелно со верскиот празник Богородица. Во ослободувањето на Блатец загина 28 борци чии имиња се испишани на спомен плочата во центарот на селото, рече претседателот на местната заедница Здравко Димитров, кој даде комплетен осврт околу случувањата во Блатец за време на бугарската окупација, но и после добивањето на статус општински центар во 1956 година. Па од 1996 до 2005, кога со законот за децентрализација, Блатец останува само населено место. Блатец нели како едно од најголемите села нели во општина Виница, па и да речеме пошироко во Република Македонија, нели тоа во неговиот најголем процент броеше некаде околу дури до 2400 жители, а сега таа бројка нели е значително намалена. Сега се уште нели по список се води Блатец, дека има нели уште голема бројка, меѓутоа голем дел од младите генерации нели поради ново настанатата состојба со распаѓањето нели на Југославија, голем дел од нив барајќи нели подобреднина го напуштија Блатец и Македонија. Меѓутоа во првиот период при нивното одење нели, да речеме на печалба, тие доваѓаа тука и градеа. Сега, во последните неколку години, што е значајно, е тоа дека веќе тука малку помалку се гради. Меѓутоа, Блатец е изградено, Блатец има нели инфраструктура, Блатец нема само 5 куќи опфанато со канализација. Значи, целото Блатец е покриено со канализациона мрежа. Исто така да кажеме дека голем број нели на улиците се асфалтирани и со помош на градоначалникот, со неговата добра волја нели, се уште Блатец на некој начин гради, се доградува и изградува. Градоначалникот Димитров, поздравувајќи ги присутните, потсети на проектите кои се реализираат во ова населено место и кои се во најава. Најпрво го реконструиравме патот кај црквата, потоа ја реконструиравме Паренската вада, ја асфалтиравме улица на место викано Поповец, го реконструиравме интернатот за деца со посебни потреби. Еве во завршна фаза е почетокот на изградбата на улица од место викана Водарница до гробиштата. Се надеваме дека до крајот на овој месец и ова улица ќе биде реконструирана и уште низа проекти кои што се предвидени за Блатец, кои што ќе бидат реализирани во наредните 4 години. Меѓутоа треба да напоменеме дека направивме многу за нашата општина. Патот од Пекланска река до село Трстија веќе целосно е проширен, реконструиран, се со цел за да можеме подобро и поефикасно да се движиме. Направена е училишна спортска сала во основно училиште Славчо Стојменски. Направена е станица за вода во село Трсино, кој што поврзуваат селата Трсино, дел од село Дргобрашти, посебно Мала, Софинци и Сеисци, како и Максимци. Меѓутоа, реконструиравме 4 км водоводна мрежа во градот Виница. Направивме минатата година 11 улици. Оваа година се предвидени 13 улици за асфалтирање. Меѓутоа, денот на ослободувањето е и голем духовен празник на блатчани, кои на овој ден служат ручек во дворот на манастирот Свети Ѓорги, каде има лековита водичка. Ова водичка постојала уште турците кои се били. Едно време они тука ко се забулува младите булички, така нараснани како момички, прво се замијат на оваа вода, па идат таму на ридова од оваа страна, па цел ден играт до вечерта, дека се комај замрачи. И од тога се веќе забулуваат, не си дават лице да се гледа. После тоа неколку време минува и како се униват и доа, водичката се јави на една баба Трајанка, се вика туат Пековци, и по имено така ги викат. И после па зема Грозде туа иницијативата највише. И сите цело село со помош, откриме водата, направиме почеток, темел стадија, водата се основа, па направиме манастира, па со тек на време градиме колку можеме, колку имаме средства. Со неколку музички точки програмата ја надополнија и учениците од подрачното училиште Кочо Рацин. Пред споменикот на загинатите борци цвеќе положија представници од сите институции во општините и во Блатец.